Почитувани представници на медиумите, веќе извесен период покрај на провладините телевизии со национална концесија и на струмичките локални телевизии се врти телевизиски спот кој има за цел по кој знае кој пат да го оцрни струмичкиот градоначалник и подпредседател на СДСМ Зоран Заев. Се разбира, нарачател на овој спот е ВМРО ДПМНЕ заедно со струмичкиот општински комитет на оваа партија. И се разбира, тоа е повторно резултат на неможноста на некои луѓе да го преболат успехот на најдобриот градоначалник во Република Македонија. Бараме управата за јавни приходи и другите надлежни институции да проверат по службена должност врз основа на кој договор и за какви пари се врти тој спот, но и кој е изворот на тие пари платени од општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. А околу содржината, ред е малку да обелодениме некои работи, колку да и стане јасно на струмичката јавност. Кој е тој што зборува, а кој премолчено и тајно ги згрижува своите партиски војници на товар на граѓаните. Вистината вели дека само за последниве 10 месеци од владењето на ВМРО ДПМНЕ и покрај бројните укажувања од експертската јавност и релевантните европски институции за превработеноста во јавната и државната администрација, кадровците од ДПМНЕ, без око да им трепне, вработија голем број своји сопартици во повеќе државни институции. Безобразната партизација на јавната администрација низ бројки изгледа вака. Во јавното предпријатие Струмичко поле во изминативе 14 месеци се вработени 5 членови на ВМРО ДПМНЕ, 13 во Министерството за земјоделство подрачна единица Струмица, 3 во Републичкиот завод за статистика, исто толку во јавното предпријатие за стамбен и деловен простор, 8 во Фондот за здравствено осигурување, 5 во Македонски пошти Струмица, 3 во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, 2 во имотно-правни односи, 1 на царина, 6 во Струмичкиот катастар, 8 во Центарот за социјални грижи, 9 во УЈЛП Струмица, 8 во СВР Струмица, 3 во Заводот за вработување, 10 надзорници приправници во Струмичкиот затвор, 26 во Македонски шуми подружници Струмица и дури 18 во Заводот за рехабилитација Бања Банско. Вработените во струмичкото здравство се уште се пребројуваат. Се разбира, за овие 131 нововработен ВМРО-вец, плати ќе обезбедат граѓаните преку своите давачки и казните кои ги плаќаат и ќе ги плаќаат. Заклучокот би бил: ВМРО-изацијата на Македонија е еднаков на пропаст на Македонија. За среќа, ова уништување на Македонија наскоро ќе престане, откако граѓаните ќе го казнат ненародниот и тоталитарен режим на Груевски и неговите послушници.